Значи, колегите, чисто бидеме на чисто, колегите го информирале председателот на комисијата и се јавиле и побарале реплика, соодветно. И така се запишани и на список. Додека зборуваше пратеникот, Марија Георгиевска, јас бев информиран од колегите, четворица, кои што се на список, дека сакаат да искористат право на реплика. Така да... Пратениците беа и присутни и ме информираа дека сакаат реплика и затоа му давам реплика на пратеникот Игор Здравковски. Благодарам, председателе, се надам дека се разбравте. Да, бев тука и се пријавив за реплика уште преска. Не знам како ви е договорот, меѓутоа јас се пријавив за реплика. И колешката Георгиевска додека зборуваше баш уште во тој момент, да, не знам, мислам дека ме приметивте, меѓутоа во ред. Колешка Георгиевска, јас овака не сакам да навлегувам у такви дискусии како што од типот дали нешто вреди или не вреди, или не знам, сте биле близко до 500 евра плата и така натаму, мислам дека испаднавте малку од курсов што треба да го држиме. Меѓутоа ве слушав многу внимателно дека зборувавте и ова што го кажувате е една предпоставка за еколошки решенија во однос на емисијата на гасови. Но не е најдобро решение за решавање на метежот во градот Скопје. Затоа што вие во целиот ваш говор кажувавте дека Евро 6 имал помала штетна емисија на гасови, дека дизелот бил поштетен, дека електрични автобуси со брзо полнење биле поефикасни и за заштита на животната средина и така натаму, меѓутоа не се осврнавте на она што требаше да го зборувате. Во однос на автобусите кои ги набави Коце Трајановски и претходната власт, дали биле квалитетни, дали биле расипливи, дали биле еколошки или не, сепак самите кажавте дека просечниот век на автобусите кои што се користеа во Скопје од 20 години се намалил на 8,5 години и јас верувам дека се што е поново е во согласно со новите стандарди за еколошки стандарди за загадување и секако во секој случај тие биле поефикасни во однос на заштитата на животната средина. Колешке Георгиевска, во однос на она што го кажавте за криминалот или потенцијален криминал, доколку не се потпишат договори за сервисирање, за поправка и така натаму во првите неколку години, јас имам еден многу интересен податок и ви благодарам што тоа го кажавте така, бидејќи јас сметам дека е криминал. Ќе ви го прочитам овака. Во Прилеп лани се набави автобуси со просечна цена од 240 до 250 илјади евра по парче. 4 автобуси се набавија за 1 милион евра. Истите такви автобуси се набавија од ето за 120 илјади евра. Тоа е разлика на цената од 100% во однос на овие тетоските. Што е уште пожално. За една година од тогаш наваму за поправка и сервис на прилепскиве автобуси се дадени 762.828 денари или нешто повеќе од 12.500 евра на Ауто Македонија АД Скопје, значи зборуваме за период кој што би требало да е под гаранција. Доколку тогаш кажувате дека има криминал, сметам дека истиот третман ќе го има и градоначалникот на Прилеп Јовановски или заборив како се вика, со тоа што ете за помалку од една година потрошиле 762.828 денари за сервисирање на тие 4 автобуси кои уште еднаш сакам да кажам дека се двојно поскапи од овие тетовскиве кои што ги набавија пред некое време. Во однос на инфраструктурата што треба да се подготви за брзиот транспорт, односно брзиот транзит, како се вели на автобусите или Bus Rapid Transit System, овие пари сметам дека се малку. Зошто? Затоа што имав прилика да видам како сето тоа функционира. Тоа го имаат поголемите градови, посебно оние милионските или оние кои што имаат повеќе сообраќајни решенија покрај обали што се наоѓаат за да се растерети центарот на градот и така натаму. Меѓутоа, еве, за Богота гледав, за Колумбија, 1 километар
1 километар е отприлика околу 8 милиони евра да се направи таква посебна лента која што е за јавноста мора да се знае дека е левата лента, последната лева лента од коловозот, не е десната кај што сме навикнати, а со самото тоа овие 70 милиони евра кои што се предвидени би биле доволни за само 8,75 километри или у превод од Влаје до МТВ некаде од прилика, колку што го знам Скопје, сега може би вие попрецизно знаете. Ке кажам, тие 70 милиони евра, ако се спореди со цената на таквиот систем кој што е инсталиран во Богота, ќе биде за само 8,75 километри. Останативе од каде ќе се најдат, не знам. Ова е првично, сметам, мене повеќе ми личи на студија без основен проект, затоа што крајната цена, доколку и оваа другата траса се пушти, каде што е предвидена од Драчево до Бутел, сметам дека би чинела не помалку од 180 милиони евра или приближно колку она што беше планирано за трамвајски превоз, кој што чини 186 милиони евра. Сепак, како и да е, добро е што ќе се намали, би се намалиле емисијата на штетни гасови и така натаму со овие нови автобуси, меѓутоа не е решение да се почне со изградба на таков систем, затоа што во текот на градбата посебна е потребата во овој дел на градот, во центаров на градот, каде што ќе треба да има пренасочување на возилата, на останатите возила. По кои булевари ќе се пренасочува? Дали е нешто направено во последните 4 години? Самите сме свесни дека имаме зголемување на бројот на возила, на жители, на граѓани, на оние кои што работат тука некаде во центарот на градот. Каде ќе одат тие автомобили? Дополнително, средината, онаму каде што на булеварите се зелените површини, жардинјери и така натаму. Таму треба да се направат автобуски постојки. Според ова што е секаде во светот како стандард поставено, токму за овој Bus Rapid Transit систем. Тоа зеленило каде ќе се дислоцира? Јас како што знам, вие доаѓате од Карпаш. Еве од Соборен храм, погледнете на Каирас. Каде сметате дека би се додали уште 2 ленти и каде тоа зеленило би се дислоцирало? Дали врз Градежен факултет, дали врз Бугњаковец, дали врз овие згради? Јас на вистина сметам дека засега не е такво решение наидеално да се спроведе. Затоа, мислам дека Шилегов, покрај тоа што самиот си наштети, им наштети и на сите Скопје, и на сите вас. Вие сега пробувате да го извадите со некое решение и ќе се фрлат 2 лопати, 3, и понатаму ќе се види дека тоа решение воопшто не е идеално за да се спречи метежот. Метежот никаде не го спомнавме. Секаде спомнуваме Евро 6 стандард, на газ, на електричен погон и така натаму. Метежот треба да се растерети. Сметам дека за да се почне со било какви основни градежни активности, посебно по булеварите, мораме да го растеритеме метежот и од булеварите, меѓутоа и од околните сообраќајници кои што се низ градов. Ништо апсолутно во овие 4 години од како е Шилегов не е направено во однос на растеретувањето на сообраќајот по останатите улици за да почне основните градежни активности оваму. Ке повторам, партизанска онаква каква што е, имаме на 50 на метри пешачки премин, тоа треба да го нема, затоа што ако тој брз автобус застане на средината, кога ќе се истоварат тие патници треба некаде да заминат. Каде ќе заминат? Дополнително ќе го оптератат или ќе го закочат сообраќајот. Значи треба да се направат пешачки премини од озгоре со лифтови кои што чинат дополнителни средства и затоа мојата проценка е дека овие 70 милиони евра не само што нема да бидат доволни, туку нема ни да почнат да заличува, нема ни да почне да заличува овој проект на тој како што треба. Ние ќе импровизираме, ќе почнеме нешто и како и секогаш ќе прекинеме. Треба да се припреми теренот, треба да се оспособат околните сообраќајници, треба да се прошират околните сообраќајници, за кога ќе почнат градежните активности во центарот на градот, онаму каде што е предвидено, да не се прават дополнителни метежи и гушви.
Благодарам. Тука прекинуваме со расправата.